Мамо? Добар ден на сите. Денешната пресконференција ја одржуваме со цел да ве информираме за преземените активности од страна на борачката организација во изминатиот период од 2016 година и за оние што ќе ни следуваат во текот до крајот на февруари. Во тој правец, спроведувајќи ја програмата за работа и календарот за одбележување на значајни личности и настани од народно-ослободителната и антифашистичка војна 1941-1945 година, борачката организација на 13 јануари го посети селото Пелинце, каде што е водена борбата помеѓу Кумановскиот батаљон Јордан Николов Орце и бугарскиот потерен полициски одред Бенковски. Положивме свежо цвеќе, одржавме говор таму и одадовме почит на паднатите борци таму Ангел Лазаревски Шајче и Трифун Ангеловски Летечи. Исто така, бидејќи на 7 февруари загина кумановската легенда, козјачкиот командант Христијан Тодоровски Карпуш, на 6 февруари бевме кај спомен куќата на Карпуш, каде што пред бистата положивме свежо цвеќе и каде што дадовме заслужена почит. После тоа, одредена делегација, заминавме во селото Билјача, во дворот на основното училиште, каде што постои исто биста на херојот Христијан Тодоровски Карпуш и таму положивме свежо цвеќе и одадовме почит. Исто така имавме и разговори со членовите на борачката организација од Врање и Бојановац во врска со одредени настани кои што натаму ќе ги одбележуваме. Сега што ни преостанува? Ни преостанува на 26 февруари да го посетиме селото Жегњане во дворот на основното училиште, каде што е формирана Третата македонска ударна бригада. Третата македонска ударна бригада е била составена од 2 кумановски батаљони и 1 од надвор. Кумановските батаљони се Орце Николов, Јордан Николов Орце, кој што е формиран на 1 декември 1943 година во селото Пелинце, Христијан Тодоровски Карпуш, кој што батаљон е формиран во чест на херојот и командантот Карпуш, кој што е формиран на 20 февруари 1944 година, и овој што кажам што дошол, тоа е Преспанско-битолски батаљон Стив Наумов, кој што по завршување на февруарскиот поход низ Источна Македонија доаѓа на 23 февруари на слободна територија на Козјачи. Тие трите батаљони ја формираат Третата македонска ударна бригада. Трета македонска ударна бригада е поголема маневрска единица која што добива задачи за да делува и надвор од слободната територија Козјачи. Така да расчистува на 29 февруари сочетниците на Дража Михајловиќ во селото Сејац, а после добива задача да ја напушти слободната територија, да појде да го нападне Идризово, да ги ослободи политичките затвореници и да ја форсира реката Вардар и да оди во околината на Велес и да се подготвува за ослободување на Велес. Ви благодарам и тоа.